Ајде да го истражиме системот со кој научниците го организираат секое живо суштество на земјата. Па, со толку многу видови, првиот предизвик е да се најде заеднички јазик за сите. Решението го дал Карл Лине со еден брилијантен, а истовремено и елегантен систем. Секој организам добива уникатно дводелно научно име на латински. И така, нема веќе забуна. Овој систем ни помага целиот жив свет да го поделиме на 5 огромни групи, или царства. Табелава одлично ги прикажува царствата поделени според клучните особини, како типот на клетката и исхраната. Главната разлика помеѓу едноставните монери и сите други суштества со многу посложени клетки. А вирусите, тие се посебна приказна, буквално на границата меѓу животот и неживотот. Ајде сега да се нурнеме во царството на растенијата. Тие се, всушност, производителите на оваа планета. Еволуцијата е очигледна. Од прости мовови, преку иглолисни, па се до најнапредните цветни растенија. Добро, а сега да го истражиме огромното и активно животинско царство. Потрошувачите. Првата и најголема поделба кај животните е многу едноставна. Со или без рбетен столб. И погледнете го ова. Дури 97% од сите животни се безбарбетници. Неверојатно, нели? А каква само разновидност има тука? Од наједноставните сунџери па се до интелигентните октоподи. Иако се само 3%, рбетниците ни се многу попознати. Ајде да ги видиме. Патот е јасен. Од риби во водата, преку водоземци и влекачи, до птиците и цицачите. Добро, но зошто е важна целава оваа класификација? Ова е всушност нацртот на животот. Да ги земеме растенијата, на пример. Тие се основата. Ни даваат храна, кислород, живеалишта. Овој систем ни помага да ги видиме врските меѓу се што е живо, да го следиме здравието на планетата. Приказната не завршува тука. Со секој нов вид, ова големо дрво на животот продолжува да расте.